Здраво! Биологија за 4-та година, гимназиско и средностручно образование. Зборуваме за енергетските процеси во клетката, односно ќе се задржиме генерално на фотосинтезата во ова видео. Ќе кажеме збор два за енергијата и поврзаноста на енергијата и храната, ќе ја дефинираме фотосинтезата, светлата и темната фаза и ќе кажеме некои од главните карактеристики на хемизмите при овие две фази. Одиме со ред. Прво, за што сакам да зборуваме е изворот на енергија за живот на целата наша планета. Некако ни се провлекува терминот сончева енергија. Точно е дека сонцето е извор на енергијата, но е извор на светлинска енергија, која што растенијата, односно фототрофните организми успеваат да фатат светлинската енергија и да ја претворат преку процес на фотосинтеза во хемиска енергија, која подоцна ја користат и самите тие, но и хетеротрофните организми генерално на целата планета, основен извор на органска материја. Значи, се користи светлинската енергија, бидејќи растенијата можат да прават фотосинтеза и под дејство на светлина од електрична светилка. Затоа пробувајте да користите термин светлинска енергија. Автотрофните организми успеваат да ја фатат ова светлинска енергија и да ја заробат во така наречена хемиска енергија. Главен продукт на фотосинтезата е глукозата, значи основно соединение кое што е всушност заробена хемиска енергија глукоза. Оваа глукоза, еве ќе кажеме, ќе влезе во циклусот на дишење, митохондриите ќе ја разградат, ќе се добијат АТП молекули, кои што се извор на енергија за сите животни процеси на клетката. Чисто за илустрација, 8 единици АТП се користат за контракција, да речеме, на една мускулна клетка. Чисто да имате паралела, еве, зашто АТП би се користел. И веќе на вториот слайд сакам да ја разгледаме самата структура на АТП молекулата. АТП значи скратеница од аденозин трифосфат, изградена е од аденин, рибоза и 3 единици, односно 3 фосфатни групи. Енергијата највеќе е складирана во врските помеѓу овие фосфатни групи. И тоа највеќе енергија има во првата врска, неоддалечената, потоа во втората помалку и во третата сосема малку енергија. Реално во секоја врска има енергија, но овие се високоенергетски соединенија, па тука има многу енергија. Со кинење, значи, на една фосфатна група се ослободува енергија, која што енергија се користи за животни процеси. Од АТП со кинење на една фосфатна група се добива АДП, односно аденозин Д2 фосфат. Ако се скине и уште едната фосфатна група, ќе стане аденозин монофосфат. Значи, ова е енергетското основно соединение, што ќе го зборуваме и ќе го спомнуваме цело време во ова и веќе во следното видео за дишење. На овој слайд сум направил една шематизација на исхраната кај организмите. Од автотрофни и хетеротрофни, ќе ја разгледате сами, има и представници наведено, значи ова ви е се усвоено во претходните учебни години, чисто да се потсетиме како се сите тие врски поставени. И веќе на следниот слайд зборуваме за хлоропластот, кој што е, ќе речам, виновникот во наводници за фотосинтезата кај вишите растенија, нели тие ни се најблиски, па со нив ќе се занимаваме. Еве да речеме градба на хлоропласт, веќе ни е работена во лекцијата за органели, но ќе ја повториме. Станува збор за двојна мембрана. Внатрешната мембрана прави пернични структури наречени тилакоиди, кои што се наредени како фишек од монети, во вертикални столбови кои што се нарекуваа грани, а целата внатрешна содржина е исполнета, односно внатрешен простор е исполнета со содржина строма. Тука се случува фотосинтезата. Ке кажеме дека, јас би рекол дури и повеќе од 90% од органските материи на планетава Земја се производ на фотосинтезата.
И подоцна, нели, тие органски материи ќе бидат храна и за фототрофните и за хетеротрофните организми. Или уште еден податок, што би бил интересен да го знаете, 200 милиарди тони кислород годишно се проценува дека е производот на кислород од фотосинтезата во атмосферата, а исто толку јаглеродиоксид се одзема од атмосферата и се вржува во органска материја. Ова е добро како паралела за глобалното затоплување или големите нивоа на CO2 кои што се наоѓаат во атмосферата за истражување понатаму во делот со лекциите со екологија. Што е важно за да се има еден добар процес на фотосинтеза? Надворешни фактори, внатрешни фактори. Надворешните фактори се во областа екологија, интензитет и квалитет на светлина, количество јаглеродиоксид, температура, влажност на воздух, вода, почва, минерален состав и така натаму. Тоа се еколошки фактори, не зависат од растенијето, зависи растенијето каде во какви услови ќе се најде. И внатрешни фактори, ова се директно поврзани со растенијето, старост на листови, ќе кажеме помладите листови имаат повеќе хлорофил, повеќе фотосинтеза прават, присуство на ензими, хлорофил дали има во клетките, градба на листот, број на стоми и така натаму. Значи тоа се веќе карактеристики на самото растение, но се директно поврзани со фотосинтезата. Нема да објаснувам како што е поврзано, веќе и самите претпоставувате и имате информации, например, како влагата и водата, например, би влијаеле на фотосинтезата. Одиме понатаму. Веќе на следниот слайд ја гледаме во скратени црти фотосинтезата комплетно, а ќе се задржиме особено на светлата фаза. Значи, се почнува со светлинска енергија. Овде е ставено сончева светлина, бидејќи најголем извор на светлина во природата е сонцето. Сончевата светлина стигнува до фотоавтотрофните организми, односно да речеме до хлоропласт. Карикирам, чисто за да објасниме. Што се влегува во светлата фаза како елементи, а што излегува? Влегуваат никотин, амид, аденин, динуклеотид, фосфат. Интересно соединение со големо име. Ако не можете да го запомните, напишете го неколку пати, тоа е добар рецепт за учење на термини и понатаму ако одите на студии, нели? Значи, нешто што не можете да запомните, напишете го неколку пати, така ќе го меморирате. Никотинамид, аденин, динуклеотид, фосфат влегува, вода влегува и аденозин дифосфат влегува. А излегува од светлата фаза кислород. Сега, од каде е овој кислород? Често пати ќе ги прашам моите ученици, од која молекула потекнува кислородот? Од водата или од јаглеродиоксидот? Или по една формула јаглеродиоксид плюс вода плюс сончева светлина еднакво на глукоза. Од каде доаѓа кислородот? И веднаш брзо одговараат јаглеродиоксид. Зошто? Бидејќи е газ. Немојте таа паралела да ја правите, кислородот доаѓа од молекулата вода. Водата која што е влезена во системот, на оваа фаза, трпи фотолиза. Фотолиза значи разложување на водата под влијание на фотони, односно светлина. Еве ја светлината. Таа енергија ќе го избие водородот од хидроксидната група и ќе направи фотолиза. Водородот ќе се закачи за никотинамид, аденин, динуклеотид, фосфатот и ќе го редуцира, велиме, еве го водородот. А од оха групите ќе влезат во реакции и ќе се добие молекула вода, но и молекула кислород, кој што кислород ќе излезе во атмосферата. Ова ви е делот од светлата фаза. Не навлегувам таму избивање на фотони, па системи и слично, значи зборуваме грубо да се подсетиме и да знаеме што е фотосинтезата. Темната фаза пак, еве да ги погледнеме кои чинители ја вршат темната фаза и веќе на следниот слайд ќе навлеземе подлабоко. Редуцираниот никотинамид, аденин, динуклеотид, фосфат, АТП, кое што се добило од светлата фаза, тоа се две енергетски соединенија кои што ќе дадат енергија за темната фаза. Ќе влезе и CO2, еве го,
CO2, нели, кажуваме се одзема CO2 од атмосферата, еве го, ќе излезе АДП, АДП значи истрошена енергија, ќе излезе НАДП, ова значи исто така истрошена енергија, но и ќе излезе молекула глукоза. И да ја погледнеме целата таа постапка, ќе се обидам поедноставно да ви го доловам целиот процес, се вика Калвинов циклус. Зошто циклус? Бидејќи има една кружна поставеност на работите, секогаш кога нешто почнува и завршува со истото нешто, се вика циклус. И еве како изгледа Калвиновиот циклус, кој што е специфичен, значи се случува во темна фаза. Завршила светла фаза, се добиле редуцирани никотинамид, аденин динуклеотид фосфат и АТП и што понатаму. Еве го циклусот. Се почнува со рибулоза фосфат. Таа со молекула АТП ќе даде рибулоза 1,5 бифосфат. Бројкава 6, 12, тоа е број на молекули. Да не ве збуни. Јас зборувам како за една, за полесно да ме разберете, ќе ме сватите. И сега, бидејќи се 6 молекули АТП, фосфорот од тука ќе отиде за рибулозата и ќе настане рибулоза 1,5 бифосфат. Веќе во првиот степен на Калвинов циклус, сум ви ставил тука единиче, вели фиксација на CO2. Од атмосферата 6 молекули CO2 ќе влезат во овој систем и ќе се добијат 3 фосфоглицерински киселини. 12 сум пишал. Тоа ќе биде првото соединение на фотосинтезата. Продолжува понатаму. Доаѓаат 12 АТП молекули и ќе кажеме дека е ова момент на фосфорилација. Од ова ќе излезат 1,3 фосфоглицеринска киселина. На ова соединение ќе даде, значи 12 АТП молекули значи давање енергија од надвор. За да од ова соединение настане ова соединение, мора да се даде енергија. 3 фосфорна, овде е 1,3. Морало да стигне уште една фосфатна група. Значи, потоа, повторно, уште 12 молекули никотинамид, динуклеотид, аденин динуклеотид фосфат, кој што исто така енергенци, уште повеќе енергија и велиме редукција се случува. Фосфорилација, редукција. И целиот тој систем ќе даде на крај производ 12 молекули глицералдехид 3 фосфат. Две од нив ќе излезат од системот и тоа ќе биде третиот степен и ќе дадат молекула фруктоза 1,6 бифосфат која ќе се конвертира во глукоза. Ова ни е битното. Конечно сме добиле глукоза. Додека останатите молекули на глицералдехид 3 фосфат ќе влезат во процес на регенерација на рибулоза фосфат, која што повторно ќе се вклучи како почеток на целиот циклус. Значи 4 степени, ќе најдете информации со 3 степени, но еве јас со 4 се обидам да ви го објаснам и да го сватиме тој цел процес. Што е поентата? Се добива глукоза, арнама и повторно си почнува процесот одново. Енергијата од светлата фаза се троши, во овие моменти. Ова ви е, дечки, Калвинов циклус. И на крај да ја видиме збирната реакција. H2O, CO2, светлинска енергија што не сум ја ставил, глукоза, C6H12O6 и кислород. Кислородот од водата е кислородот што оди во атмосферата, водородот од водата е водородот во шеќерот, додадете го CO2, CiO и еве молекулата на глукоза. Значи, CO2 е газ, кислородот е газ, тука не сум ставил стрелки, но не е ни важно. Со ова мислам дека ви го доловив процесот на фотосинтеза на еден поедноставен начин. Ви благодарам за вниманието
и се гледаме веќе во следното видео со клеточно дишење. Поздрав!